Денес ќе презентираме уште еден голем скандал. Во исто време, кога владата нема пари за пензионерите и им го скрати покачувањето, се намалуваат платите, нема пари за загубарите како Колска, Железници и редица други фирми, Министерството за транспорт и врски ќе потроши над 24.000 евра за набавка на алкохол. Постапките на другите министри од владата на СДС и господинот Сугаревски пред неколку дена реши да се почести себе си со парите на граѓаните. На електронскиот систем за јавни набавки стои оглас за набавка на алкохолни, безалкохолни, пијалоци и апетисани, според кој договорен орган е Министерството за транспорт и врски, со кое што раководи Горан Сугаревски. Проценетата вредност е над 24.000 евра. Владата на СДС нема срам. Господинот Сугаревски решил да набавува алкохол вреден десетици илјади евра. Сугаревски, откако е министер за транспорт и врски, единствено што направи е блокирање на се она што беше изградено и реализирано како инфраструктурни и капитални проекти од страна на ВМРО ДПМНЕ. Наместо за проекти, парите на граѓаните ќе одат на купување на алкохол за потребите на владата и Министерството за транспорт. Ова е пример за расипништво. Бараме веднаш да се поништи оваа набавка и парите да се пренасочат кон реализација на проекти за граѓаните. На предстојните локални избори на 15 октомври, граѓаните ќе го казнат СДС. Граѓаните ќе кажат не на расипникот Зоран Заев, Горан Сугаревски и нивната екипа.